Здраво, лавови! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за февруари 2026. Кратки видеа, нема да должиме, директно преминуваме на пораките. Првата порака што имам за вас овде е дека вие лавовите во февруари ќе ставите крај на некаква агонија која ви се случува во животот моментално. Сега, во кој дел од животот вие знаете, за многу од вас и многу различна тема е. Сега некој од вас, оваа агонија е поврзана со ситуација, можеби со децата. Премногу пати сте се обидувале нешто да направите. Премногу пати сте можеби совет сте давале, можеби насоки сте давале, можеби упорни сте биле децата нешто да ве послушаат и никогаш не сте доаѓале на разбирање, никогаш не сте ги решавале ситуациите. Сега во февруари доаѓа момент кога ќе ставите крај на таква агонија. Ова ќе заврши, повеќе нема недоразбирање, повеќе нема расправи, овде ќе се стави крај. Сега, за многу од вас тој крај ќе значи дека повеќе нема да се обидувате, да нема ни да се мешате повеќе, ќе оставите како знаат, така нека прават, а за некој од вас ова ќе биде крај затоа што конечно ќе успеете да се разберете. Конечно недоразбирањата ќе завршат и конечно ќе ги исправите работите. За некој да кажав е децата, а за некој од вас пак е ситуација можеби во работата, можеби нешто што правите, нешто што се обидувате да направите. Имало ситуација каде постојано барате начин, барате варијанти разни, можности разни, можеби многу од вас тропате на различни врати, но досега не сте нашле нешто што во што ќе успеете овде. Како би успеале во ситуација, ако е на работа, ако е нешто кое приватно го правите или пак воопшто во некој дел од вашиот живот. Сега доаѓа момент во февруари каде конечно ќе ставите крај на сета таа агонија, конечно вратата, вистинската врата на која можеби одамна требало да тропнете, конечно ќе ја најдете и ќе ставите крај на сето ова досега. Следната порака за вас лавовите е една интересна ситуација каде вие лавови ќе се најдете во еден момент во состојба во која ќе сакате нешто да направите, нешто можеби сакате да тестирате. Сега, може некој од вас ќе тестирате луѓе, ќе тестирате ситуации. Меѓутоа, јас мислам дека вие сакате да тестирате некаква ситуација. Може било што да биде, едноставно може сакате да го тестирате вашето возило некако. Може сакате некој инструмент, некој апарат некако да истестирате, да видите докаде може да оди, што може се да направи ова. Може се да биде, може едноставно сакате вие самите да ќе сакате да се тестирате дали вие можете нешто да направите. Нешто ви представува предизвик и сега вие сакате да пробате дали можете вие тоа да го направите самите. И тоа буквално сами ова сакате да го правите. И ќе се пуштите во ова и нормално дека ќе успеете, тоа е неизбежно, но тоа не ви е важно, успехот вам најмногу ќе ве радува таа ситуација, тој момент кога ќе се впуштите во ова нешто. И сега може и друго да биде за други од вас, може едноставно ќе се впуштите во една нова ситуација во животот воопшто, или пак во љубовта, или со партнерот, или партнерот и себе си ќе се тестирате во нешто и ќе се впуштите во една нова ситуација и да видите дали вие воопшто можете ова да го правите, дали поединечно, дали заедно, без разлика, важно вие влегувате во една нова ситуација, започнувате нешто ново и сакате да
истестирате да видите дали вие ова воопшто умеете да го правите, дали знаете да го правите. Сега некои од вас лавови пак вие ќе се впуштите во некое патување. Тоа патување може и вистинско патување да биде, ќе одите некаде на патување, ќе истражувате, ќе разгледувате, а некој од вас това патување е само абстрактен поем и вие тоа патување ќе го правите во животот, како што и до сега споменав, нешто ќе истражувате, нешто ќе се пробувате вие самите дали во нешто можете нештото да го правите, ќе се впуштите и ќе проверите. И ова е убава ова енергија, зашто е сепак ново, сепак е интересно, сепак е возбудливо и на крајот на криштата ќе научите многу за себе преку сето ова. Следната порака за лавовите е дека вие во февруари некои од вас лавовите ќе сакате да ги затворите очите пред сите оние обврски кои стојат пред вас. И сега не знам колку може да се го дозволите ова, меѓутоа вие гледам дека ќе го правите. Вие сакате да замижете пред се она што треба да биде направено. Едноставно нема да сакате да ве допира, нема да сакате да ве загрижува и обврските ќе се ги одложувате на секој можен начин. На кој начин? Сега некој од вас ќе се ги одложувате преку одмор, преку активности некои такви каде што сакате само да си одмарате, да гледате, буквално легнате во дневна пред телевизор и ништо не ве интересира. Некои од вас пак сакате да заминете некаде и да си уживате, да заборавите на врските, а некои од вас пак ќе се препуштите на активности со партнерот и ќе си одмарате, ќе си уживате, а не сакате да погледнете колку многу врски стојат пред вас. И сега пак ќе кажам, не знам колку може да си го дозволи това, меѓутоа може не може ли вие ќе си го дозволите и буквално така во некој дел од февруари ќе се однесувате вака. А некој од вас пелавови, ова е малку поинаква ситуација и вие не дека сакате да замижете пред обврските, туку вие едноставно не сте, колку што гледам јас, не сте баш и свесни колку вие сте на некое несигурно тло. Мислам, многу ризици има наоколу, многу ризици. Еден погрешен чекор и вие може да влезете или во проблем или нешто посериозно да погрешите. Значи може да биде во се, дали во љубовта, дали во работата. На работа една грешка и ете проблем голем, или во љубовта една мала грешка со партнерот и ете одма голем проблем. И тоа сакам да кажам дека сега во февруари може би сте на некоја таква состојба каде што има многу ризици, во многу ризична ситуација сте. И не сакам да кажам опасна, зашто верувам не е толку опасна, меѓутоа е ризична и вие некако како неразумно се однесувате овде, нерационално. Меѓутоа, знаете што, јас сепак мислам дека вас, колку и да сте вие неразумно да се однесувате, не обрнувајќи внимание на сите овие ризици, вие одите без обзир, без разлика на се, вие си продолжувате со тоа што сте го замислиле, не свесни за овие ризици. Јас сепак мислам дека за вас овде не постои опасност, зашто ве чува некоја сила, ве чува нешто ве чува. Нема да ви се случи ништо лошо. И покрај сето ова што е наоколу вас не е сигурно. Ве чува нешто и тоа е нешто прекрасно. Следната порака за лавовите е
февруари вие ќе се соочите со една ситуација со некој во вашиот живот, можеби е некој, можеби вие ќе бидете тој некој, меѓутоа, еве ако е некој, вие ќе бидете загрижени за однесувањето на тој некој, затоа што сметате дека е многу ладно, многу сурово и многу грубо однесување од овој некој. Овој некој ви значи, може партнер, партнерка, пријател, брат, сестра, родител, дете си може. И вие ќе бидете загрижени заради неговото, нејзиното однесување. И мислите дека такво однесување може да предизвика сериозни последици, зашто мислите дека, еве да речеме, мислите дека многу грубо постапува, многу нечовечки постапува и може да направи судир некаде со некого, да се најде во една не така убава ситуација со други луѓе, може да се најде во конфликт, во кавга, во расправија, во судски спор. И мислите дека незиното однесување и тоа ќе го направи. Ве гледам дека многу се грижите, меѓутоа не сакате да се вмешате, не сакате да преземате ништо, едноставно се грижите. А за некои други лавови, пак ова е ситуација каде што вие самите, можеби, не размислувајќи и не мајќи обзир за другите, можеби пак мислите дека така е правилно, што предолго било поинаку, и сега сакате да ги смените нештата и не размислувајќи за последиците ќе влизате во расправија со некој во вашиот живот, може да е приватно, може професионално. Ке сакате едноставно да ги смените, можеби некој од вас лавови сакате да ги смените позициите, можеби сакате да вкусат другите малку од она што тие вам ви го сервираат и токму така ќе постапите. Ќе бидат другите изненадени за ваквото однесување ваше, не очекувале, што се навикнати на вие секогаш да сте од другата страна. Сега ќе сакате вие тие малку да вкусат од тоа што ќе им го сервирате, а ќе им сервирате токму тоа што досега вам ви било сервирано. И верувам дека можеби ќе има и некакви расправи во сето ова. Внимавајте, ако не сакате да влегувате во некои поголеми конфликти, размислете, едноставно пресметајте, знаете, не се сите битки пак ваши, можеби, или пак размислете во каква битка и треба да влезете или не треба, дали вреди или не вреди. Тоа е темата за оваа карта во февруари, малку повеќе да размислите дали во нешто воопшто сакате да влезете или не, дали ви се потребни некои главоболки или воопшто не. И последната карта, лавови, мене ми кажува дека вие во февруари ќе успеете нешто, ќе успеете во некаква ситуација, ќе успеете можеби во некој надпревар, зависи, ако сте влезени во некој надпревар, гледам дека ќе успеете. Ако не станува збор за никаков надпревар, тоа е ситуација каде што вие нешто градите. Вие се обидувате нешто да изградите, може да е физички некаква градба, а може би едноставно нешто градите во вашиот живот, некаква ситуација, се обидувате да ја подигнете, ви буквално оваа ситуација подигнувате од основата, од темелите и дојдена е до некаде и сега во февруари ќе видите вие дека сте биле многу успешни во ова што го правите. Може би ви се остварила некаква желба и сега вие можете да го правите сето ова што сакате да го правите. Ова што го правите е нешто која не знам, вие остварување на сите соништа и сега сте пресрекни што можете да го правите и може и дури да вклучите и други луѓе во сето ова. Не сакате сами да го искусите успехот или воопшто ситуацијава, сакате да споделите и со други луѓе. А некој од вас пак е ситуација каде што пак други луѓе, можеби 5 нешто 5 има во ова, или пак 5 недели, 5 месеци се одвивало нешто поврзано со петка, или 5, кажав,
некој 5 мина, прават нешто, може заедно со вас, вие сте петтиот, и градите нешто, се правите нешто и тоа нешто во февруари ќе видите дека било многу успешно и дека е дојдено до една идеална позиција. Сега ви останува вие да му се радувате, да бидете горди на ова и да продолжите со истото. За некои други лавови пак ова е ситуација каде вие и покрај сите зборови, и покрај сите пречки, и покрај сите убедувања од другите луѓе дека вие не можете, вие не знаете, вие не треба нешто да го правите, вие сега во февруари ќе им покажете дека и тоа како добро знаете да го правите ова, вие ќе им покажете колку сте горди на сето ова што сте го направиле и да, другите ќе ве гледаат, дури како, не знам како да кажам, дури со восхит, како идол ќе почнете да станувате. И да, ќе има некаква група на луѓе, може ова е таа група од 5 мина, на кој вие ќе бидете идол во февруари заради нешто многу убаво што правите и нешто многу добро што знаете да правите. И, драги лавови, тоа е тоа за сега. До следно видео. Чао, чао!